Никој во нашата земја не може ни забрани ние да го користиме името Македонија. Јас ова многу пати сум го кажал и го кажувам пред се лично за мене. Колоквијално и на граѓаните дома во неформална комуникација секако да. Меѓутоа во официјален капацитет. Јас во собранието го користам постојано. Јас сум председател на комисијата за транспорт. Јас работам секој ден согласно закон. Но бевте дел од опозицијата. Сега ќе бидете мнозинство. Независно, државен функционер, сепак собранието е најголем. Каков ќе биде односот на новата влада кон ова прашање? Еве, како што сега ова го зборувам, така ќе биде и односот. Ако интерпретацијата е дека во слободниот говор може секој граѓанин слободно да си ја нарече државата како што сака, но треба да бидеме сигурни дека тоа нема да имплицира проблеми во Грција и во нашите другите видовме веќе дека тоа ја иритира Грција. Значи ќе треба да седнеме да разговараме, да разјасниме дали под ова се подразбира кршење на Преспанскиот договор или не. Колку што знаеме, ние сме разговарале со ВМРО-ДПМН и на оваа тема и они сакаат да го почитуваат договорот од Преспа. Тоа е завршен акт.